На денешен ден, 20 мај. Денеска е ден на пожарникарството во Република Македонија. Новој датум во 1836 година. Во Битола е формиран првиот противпожарен одред. 1506 година. Умре шпанскиот морепловец од италијанско потекло Кристофор Колумбо, кој во 1492 година ја откри Америка, но до смртта веруваше дека го открил источниот брег на Индија. 1799 година. Во Тур е роден францускиот писател Оноре де Балзак, автор на неколку стотина книги со повеќе од 2000 ликови. Негови најпознати дела се романите Евгенија Гранде, Чичко Горио, Изгубени илузии, Селани и Роднината Бета. Умре во Париз на 19 август 1850 година. 1875 година. Во Охрид е роден Методија Патчев, македонски војвода, еден од најпознатите револуционери од пред Илинденското востание на македонскиот народ. Делото на тајната македонска револуционерна организација му беше над се, а со своите постапки секогаш беше праведен и бескомпромисен. Во Кадино село Прилепско во борбата против турската војска се самоуби, заедно со сите борци на својата чета на 7 април 1902 година. 1876 година. Во селото Разловци во Источна Македонија избувна разловечкото востание против османлиската војска и покрај успехот на востанието, тоа имаше големо значење за будењето на националната свест и за народно-ослободителната борба на македонскиот народ. 1908 година. Роден е Джеймс Стюарт, американски филмски актер. Беше омилен актер на режисерот Хичкок. Негови најпознати филмови се Мистер Смит во Сенатот, Филаделфиска приказна, Винчестер 73, приказна за Глен Милер, најголемата представа на светот и човекот што знаеше премногу. Умре на 3 јули 1997 година. 1926 година. Во Джеда е потпишан мир со кралот Ибн Сауд, со што Велика Британија ја призна независноста на Саудиска Арабија. 1956 година. Умре англискиот писател и карикатурист Макс Бирбом, мајстор за сатира и иронија. Негови најпознати дела се Божикен венец и делата на Маркс Бирбом. 1981 година. Во Скопје умре господин Доситеј, прв архиепископ Охридски и македонски, поглавар на Македонската православна црква, роден е на 7 декември 1906 година. 2002 година. Источен Тимор прогласи независност, бидејќи мисијата на Обединетите нации, кој управуваше со оваа поранешна португалска колонија од 1999 година, кога земјата ја напуштија индонезиските сили, власта ја предаде на локалната влада. 2008 година. Умре руската писателка Рима Казакова. Незини најпознати дела се збирките песни Средба на исток, стихови и Пробен камен. За дел од незините песни музика компонираа Александра Пухматова, Анатолий Шевченко и Владимир Шаински. Со години работеше како уредник на филмски новости, а беше преведувач и на една од првите луѓе на Рускиот сојуз на писатели.